Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Како што обеќав, така и ќе правиме. Продолжуваме со вистината за злосторничкото здружување, кое здружување против Павлов е здружување и против Македонија. Владо Павлов ви го представува гробарот на македонската вистина во Република Македонија. Ова е најголемиот гробар кој постои во земјава и уништувач на се што е македонско. Владо Павлов, истиот овој лик го поврзува од 2008 после неколку посети на Кочани, лично на моја покана, од каде започнува мојот пекол и се оно што се прави против Владо Павлов денес. Однатре и однадвор. Го повикувам Тино, премиерот на Македонија. Го повикувам и министерот Тошковски да ја отворат Пандорината кутија во Кочани за се што е правено и како може во спрега со финансиер на Никола Груевски, градежни парцели да стануваат од локалитети кои што се од суштинско значење за никога северна, секогаш Македонија. Овој гробар на Македонија, Паско Кузман, Митрадит со потекло од Албанија, после неколку посети на Кочани лично на моја покана, на 7 јули во 2008 година ми пишува: Здраво, Владо, не ти одговарав заради премолчување на вистината, тоест на вистините за Македонија, туку заради тоа што не можам да излезам во пресред на твоите барања. Не знам и кој може да ти излезе во пресред во ова земја. Оти твоите барања и сваќања се сигурно за некои силни и величинствени луѓе кои живеат на планетата Земја. А јас не сум толку силен и величенствен. Инако од никога не се плашам. А особено не се плашам од минатото, сегашноста и од еднината. Многу те поздравувам, да си жив и здрав, Паско. Ајде Тино, ајде македонци, да му докажеме на овој гробар на македонската вистина дека во Македонија постојат како нас силни и величенствени луѓе и дека овие барања и сваќања и ги представяме пред целата земја со нашиве докази за никога е северна само Македонија. Владо Павлов го повикува Тино. Владо Павлов го повикува Тино да спроведеме агендата која што тој ја понуди во предизборната кампања за никога северна само Македонија, да ја отвориме Пандорината кутија во Кочани
од каде и од кое место започна мојот пекол, каде што денес куќата на откритието на Владо Павлов се чува во тајност, а Владо Павлов требаше да биде во затвор и по можност таму да биде убиен. Овде се крие целата тајна за сите случувања со Владо Павлов. Овде, како доказ и аргумент на пирамида, тогашниот градоначалник на Кочани, кој што повеќе парцели градежни направи заедно со Паско Кузман на сметка на големи локалитети кои што се од суштинско значење за Македонија, никога северна, и овој потпорен зид кој што Владо Павлов го попречи да гради овде куќа која што е на 100 метра од светското откритие на Владо Павлов, каде што е подземниот храм и докази за големата Ника, или подземниот храм кој што е горен на Артемида. Во почетокот, кога се тоа го представивме и кога Владо Павлов се бореше за секогаш Македонија, никога северна, илјадници македонци вртеа секојдневно. А дали се македонци, ги видовте сите денес кај Владо Павлов. Денес сите онија кои што имаат за цел да го уништат светското откритие, сакаат да се нафатират од ова големо откритие на Владо Павлов, започнувајќи од фамилијата на бившата жена, па се до последниот тендер момак, во кој учествуваат многу злосторници во ова големо злосторничко дружување, а се со една цел да се сокрие вистината за Македонија, а Владо Павлов да биде уништен, затворен и по можност, ако треба и да биде убиен таму. Затоа Владо Павлов требаше да се обезглавува. Затоа на Владо Павлов требаше да му се прави сценарио. Екипа Тајфа, која што требаше да се доближи до Владо Павлов и во исти временски период таа Тајфа да излезе, да се тргне од Владо Павлов, за да може да го прават ова гроздоморно сценарио, кое што денес ви е познато на сите вас. Ова недела ке главниот инспектор за претрес, кој што го направи точно пред една година и од каде што се зедоа најголемите докази за оно што го тврдиме со Ибра, а ги чувавме од времето на Паско Кузман, најголемиот гробар над гробарите на вистината за Македонија, кој ги остави на милост и немилост, а денес не знаеме дали за се уште во просториите на УВР Кочани. Кој и зошто го прави се тоа? Се знае. Македонија не треба да воскресне. Се знае. Лажната хеленистичка култура треба и понатаму да го лаже целиот свет. Се знае. Ватикан треба да обстои.
се знаи, Англо, Америка и Лондон треба да обстојат со лагата која што е спроведена од Грција наспроти денешна Македонија. Македонија е постара творевина на Бог од Грција. И тоа ќе го докажеме. А ваквите гробари, надгробарите, кои што учествуваат во злосторничко здружување на уништување на едно дело за Македонија, Бог повеќе нема да ги трпи. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Ова е уште еден аргумент на најстарата степенеста пирамида, која што по препорака на Владо Павлов идентично исто така докажавме дека ова степенеста пирамида со овие археолошки истражувања по препорака на Владо Павлов на времето ја потврдуваат вистината за пирамида во Кочани, идентична на ова пирамида во Високо Босна. Овие две пирамиди во Кочани и Високо потврдуваат една вистина за заедничка поврзаност помеѓу Босна и Македонија. Многу милениуми и години пред да дојдат турците како словени на Балканот, а откако претходно Кирил и Методи им припрема азбука кирилица која што настана наспроти нашето коине, кој требаше да биде уништено, а кирилица настаната од латиница и нивното етруско писмо. Ова степенеста пирамида исто така беше на агендата на лично на моја посета на гробарот на Македонија, на гробарот на вистината за Македонија, Митрадитот од Албанија, Паско Кузман, кој што лично кажа дека вакво доминантно место никаде не видел кога беше, и кој што лично кажа како до сега не бил и не дошол на овој локалитет. Но идентично како на локалитетот Текешински Лозија, кој стана градежна парцела за стамбени комплекси на гроб да има, исто така и овој локалитет требаше да биде градежна парцела. Времето останува на вас, македонци мои. Дали вие ќе сватите пораката од минатото и дали и понатаму, како некогаш гроб над гроб, а денес стамбен комплекс над гроб, под капата на најповиканите во тој временски период, ќе градиме. Ова се аргументи и докази за злосторници кои што учествуваат во големо злосторничко здружување против Владо Павлов, а ова злосторничко здружување, македонци мои, е здружување не против Владо, туку против Македонија. Дали Тино ќе преземе активности и ќе го заштити Владо Павлов од сите овие злосторнички здружувања, а се со една цел да се сокрие вистината за гробот во Кочани, е негов проблем. Јас моето пред Бог го правам. Дали местото кое што е на 100 метри од ова локација, каде што е калаузот Матицата и од каде што започнаа сите проблеми на Владо Павлов, од одредени манипулации, а се со една цел, некој да се нафатира, ќе бидат обелоденети, зависи од ова влада или некоја нова друга влада
на Република Македонија. Јас точно знам и сите по еден ќе ви ги представам кои учествуваат од 2005 година до ден денес, почнувајќи од Паско Кузман, полтронот на Ватикан и сите онија кои што поминаа преку Владо Павлов, а се нафатираа со тендери, со председателски места, со нови фирми, со обеќања за големи имоти, за станови, за дуќани и не знам што ли не. Дали гробот, овој гробар на Македонија, Паско Кузман, ќе го зацкрие од сите вас, ќе покаже времето. Јас го повикувам овој гробар, јас и тој, во било која сака телевизиска куќа, со било кој сака новинар, во било кој сака подкаст, да дебатираме за гробот и за неговата злоба во неговата душа против Македонија. Ајде, гробару, над гробарите на Македонија и нашата вистина, собери сила и храброст и викни силно од твојата 1001 ноќ. Да разговараме, да дебатираме за твоето грозоморно сценарио, кој што го правиш долги години против Владо Павлов на сметка на воскреснување на некој лажен гроб во Свети Николе. Премиере Тино, вистината никој нема да може да ја попречи. А ти, гробару, над гробарите на македонската вистина и пеколот кој што му го направи на Владо Павлов, те поздравувам и те прифаќам со љубов и те препуштам, гробару на универзумот. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Македонија воскреснува после 33-тото колено на македонци од оно што го предадовме Исус до ден денес. Тоест, Емануел. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов, без гробари на македонската вистина.